Господине Јаневски, на крајот сме од туристичкава сезона 2019 година. Дали годинава ги даде посакуваните резултати според вашите очекувања со оглед на фактот дека некои земји од регионот бележат негативни стапки на раст во туризмот оваа година? Велиме дека годинава бија карактеризирал како успешна затоа што ние не доживеавме досега во првите 7 месеци пат и се движиме од прилика помеѓу 2 и 3% во плюс и малце зголемување на бројот на ноќевања што ме радува. Велиме дека ние секогаш се бориме за еден ден повеќе да ни останат туристите во нашата дестинација. Просечниот престој во овие 7 месеци е зголемен токму кај нас и според тоа и според некои анализи од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, да, ќе биде ова повторно уште една успешна година за нашиот туристички сектор. Како Македонија да се отвори кон нови дестинации, кон нови пазари, што се планира во таа насока? Ние имаме одреден број на анализи, имаме одредено стратегиско планирање со кое што фокусираме неколку региони и неколку земји. Велиме дека се повеќе и повеќе вложуваме во промоција, но и нови атракции и збогатување на понудата за Адриатик регијата. Говориме од Словенија па некаде до Бугарија и тие се стандардните можеби и пазарите кои што неправедно ги запоставивме во последните неколку години, трудејќи се да отвориме нови пазари кои што не се многу подалечни. Овие пазари скромно, но континуирано се во плюс и се надеваме дека 2020 и 2021 година ќе докажеме дека можат повеќе да генерираат туристи токму кај нас. Колку е реално да ги донесеме германските туристи или шпанските туристи во Охрид? Реално е, но потребно е да создадеме производи токму за нив, да истражиме, да видиме што е и каква е перцепцијата токму за нашата дестинација од страна на нивните туроператори и да го понудиме тоа што сакаат. Ако сакаат да кампуваат, ако имаат трајлери, тогаш тоа треба да го направиме, да ги категоризираме нашите кампови, да имаме повеќе хотели со екосместување и исто така да имаме хотели со повеќе зелени звездички. И за крај, господине Јановски, колку новото лого на државата, односно со новото име на државата Северна Македонија, донесе негативни или донесе позитивни бенефити за земјава на туристичкиот пазар? Во овој момент не можам да го оценам тоа, можеме да го оцениме во наредните 5 и 10 години, но потребна ни е една сеопфатно брендирање на самата дестинација од поглед на туризмот и тоа ние заедно со Министерството за економија во континуитет го работиме, но 2019 година тие веќе се зафатија за брендирањето, за новото лого и за новиот слоган на дестинацијата. Би кажал дека ако ги гледаме првичните резултати, ние од страна на нашиот јужен сосед или Република Грција имаме зголемување на туристите во првите 7 месеци за 45%. Јас се надевам дека ќе биде повеќе. Ако е тоа позитивен сигнал, се надевам дека ќе имаме многу повеќе сигнали во туристичкиот сектор во годините кои што се пред нас. Господине Јановски, благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам и на вас.